Веќе 3 децении таа е број 1 во областа на убавината, позната е по исклучителниот професионализам, перфекционизам и лојалност кон клиентите. Мојата последна гостинка за денеска во Живот со стил е Мелина Милевски, сопственичка на салонот за убавина Силуета. Мелина, коронавирусот е нешто со кое што се навикнавме да живееме, па кажи ни колку во ова неизвестно време на жените навистина им е дојдено до тинтрање или пак напротив, еве, со тинтрањето компензираат, нели, да го исфрлат стресот? Па да ви кажам, не се навикнавме, мислам. Реално на сите ни е некако тешко оваа ситуација да ја прифатиме, но живееме и мислам дека сите сакаме да си продолжиме по-старо на некој начин и си бараме некоја одишка во некои работи што не прават среќни, што не прават задоволни, а длабоко во себе сите нели го чувствуваме тоа и не сме среќни како што треба да бидеме, но верувам дека сега повеќе правиме за себе и во едукативен смисол и во нешто, мислам, барем тргнувајќи од сите што сум разговарала, она што немале време да го направат во образованието или пак во убавината, го прават сега, се некако сите свртени повеќе спрема себе си и према семејството. Што од една страна е позитивно, но од друга страна нормално дека целата ситуација на планетата не е за никого убава. Мелина, во една прилика изјавивте дека жената треба да биде убава секој ден и неодолива цел живот. На што најмногу треба да внимава една жена кога се негата и убавината во прашање? Треба да бидеме секогаш негувани. Тоа е првенствено што од секогаш го потенцирам, затоа што без разлика на околностите во животот, дали некои бременности или стресови поминуваме, секогаш треба да внимаваме на исхраната, да се занимаваме со некоја физичка активност и да правиме третмани што ќе допринесат да својата убавина ја зачуваме што подолго. Затоа што убавината може нели и природно да ни е дадена, да кажам, да ја имаме, но ако не се негува и ако на таа убавина се става 20-30 килограми, веќе не можете да ја видите. Мислам, многу примери сум видела такви во мојата професија. 30 години работим и навистина сум видела девојки со природна убавина, но качеле многу килограми, не се запоставиле едноставно, или жени понатака во некои години кога останале бремени, или се опуштиле малце повеќе, не внимавале на себе и таа природна убавина ја едноставно ја упропастиле. И тоа е навистина штета, јас затоа секогаш потенцирам да се негуваме. Значи тоа е најважно. Мелина, важи за жена која навистина внимава на својот изглед, па кажи ни како изгледа еден твој шопинг ден? Каде најчесто пазаруваш, носиш ли брендирани парчења облека? Па, сакам брендирани парчења, но не сум зависник исклучиво од нив. Зависи последниве години некако ги бирам точно кои парчења. Уствари ги бираме заедно со Викторија Бурсеч, на последните 10 години навистина се занимава со моите комбинации и верувам дека ми дојде многу убаво тоа да го скратам од своето време, затоа што со толку деца немаш време да пратиш што се случува во светот, има за тоа професионалци, па нека си гледаат работа. Кој е твојот омилен дизајнер, ајде? Па, мојот Том Форд ми се допаѓа. Повеќе ми се допаѓаат од повеќе брендови, Dior ми се допаѓа Chanel, така. Супер. Имаме одлична задача внатре, ќе оценуваме новогодишен аутфит, па да видиме каков е твојот стил на облекување. И дојде време кога треба да фалиме, но и критикуваме. Знаете дека кај нас шопингот е бесплатен, но само за оној кој што навистина знае како најумешно да го покаже својот стил. Дали облеката ќе се задржи Николија или Наталија, ќе одлучат моите гости. Во друштво сме на Мелина Милевски, на актерката Јана Стојановска и доктор Роберт Стојовски. И сега, пред да преминеме нели на оној највозбудлив дел, уште малку молби со нашите гости. Прво прашање до доктор Роберт Стојовски. Николија, ова е прва наша надземрубачка, отворено зборува на тема естетска хирургија, тоа го слушнавме и во најавата, па може ли да ни дадете, би дали ли вие уште некој дополнителен совет во однос на естетската хирургија? Не бев можност за естетска хирургија да ја прегледам, бидејќи многу е јавно,
Прегледав само лице за нехируршки третмани, зборевме за малку истенчување на брадата со цел да добиеме потесно лице со многу мала количина на филер во предниот дел од брадата, би го добиле тој ефект како потесно лице. Се останато би било сувишно да се прави на низиното лице, бидејќи нити има млада е, нити има некои бори, нити треба да се додава негде материјал, има јаболкници, има све, има уста, така да мислам дека единствено тоа со малку материјал. За да убаво ги видиме и да ги скоментираме, ќе можеме да продефилираат нашите надпреварувачки. Прво ќе ја замолам Николија Волкановска, која што не доаѓа од Скопје, да ни објасни што направи со 9000 денари овде во Скопје Сити Мол, што си купи за новогодишна ноќ. Вака, Бараме само се извинувам, темата е шик изглед за новогодишна ноќ. Најнапред да кажам, го одбрав бутикот Мотиви, каде што избрав 3 парчиња од истиот. Ја одбрав оваа сукња, како што може да забележите, светкава е, долга е. Јас обожавам светкави детали, на мене кога се работи за новогодишна ноќ, сакам искрено да блескам и да бидам комплетна. Ова е корсет, свилен, црн, за да биде нели усклоп со боите, и ова третото парче е значи крзно, кое ми служи како ете да не комбинираме со јакна како нели детал, да биде малце погламурозно, да го украси мојот изглед. Ти благодариме, Николија. Ајде еден аплауз за Николија, која што си купи убави парчиња за 9000 денари. Што направи за 9000 денари Наталија од Кавадарци? Наталија, повели. Јас исто така го одбрав бутикот Мотиви. Од таму ја одбрав оваа кожна сукња, исто така оваа блуска и оваа бунда како завршеток на целиот мој изглед. Чизмите се мои, бидејќи не ми останаа доволно пари. Исто така ги купив обетките како детал за да го надокнада мојот изглед. Ајде убаво да те видиме и камерава, нели, и публикава убаво да те види. Ти благодариме многу, Наталија. Аплауси за Наталија. И пред да преминеме на оценување, кратка порака од нашите пријатели Виолета, кои што не дружат секоја недела во Живот со стил. Пораката вели: заземи поза, покажи став со новите влошки Виолета Викер Air Fit. Направете го секој чекор со самодоверба и останете активни без никакви бариери. Секој движење на телото се прилагодува благодарение на флексибилната форма на влошката, со 0% протекување, 0% иритација, без боја и дополнителни мириси. Бидете сигурни во секое време со Виолета Викер, заземи поза, покажи став. Ајде да преминеме на највозбудливиот дел од емисијата. Оценуваме што најмалку би се допадна, ајде кај нашите денешни надпреварувачки. Ќе почнеме од доктор Роберт. Јана и Мелина, што најмалку би се допадна? Најмалку? Не можам да кажам што најмалку ми се допадна, бидејќи станува збор за два различни стила. Со тоа што ова година нема да работат дискотеки, нема да работат кафичи, нема да работат места каде што има поголем број на луѓе, поприкладно ми облекувањето на Николија, бидејќи ќе биде повеќе ресторан, веројатно, со дечко, сопруг, не знам, останато не би можело поише од четворица, така да поприкладно ми е поприкладен изириот избор за оваа нова година. Не можам да кажам дека нешто лошо има во облакањето на другата надпреварувачка Наталија, но сепак поприкладно за мене за оваа нова година е Николија. Добро, за крај ќе ви дадам јас едно пенгалце за да го пишете името на она која што мислите дека треба да си ја задржи облеката. Јана, дали овој стајлинг поминува за нова година? Прашувам стајлинг на Наталија и Николи. Ова е Николија, втората е Наталија. Јас сакам да ја прашам Наталија, затоа што кога ја видов прво нешто што ми засмета се точно чевлите. Добро што кажа дека не се нејзин избор за овој аутфит, за оваа комбинација. Па сакам да ја прашам што би облекла кога не би ги носела овие чизми. Па може би облекла некои штикли, зависи од местото каде би одела.
Ако е тоа прашање, добро, веројатно имаш може би. впечаток, нели? Какви? Но поедноставни да бидат, да не бидат многу генерозни. Ако дозволувате да бидам искрена, мислам, не ми се допаѓа ни едниот ни другиот стајлинг. Мислам дека денешно време во некои други трендови се движиме, не знам, не мора ни да биде и да е свечен момент, може со нешто малку да се скомбинира и да е мал буџет, ама да биде шик, да биде интересно. Најмалку ми се допаѓа што е премногу деколтирано, значи тоа, а иначе Најмалку добро, ти се допаѓа во- најмалку ми се допаѓа Да. корсетот што е премногу деколтиран. Инаку тоа одозгора е окей за да го покрие, но ако го соблака тогаш е премногу така невкусно. Добра. Како ви се допаѓаат коментарите, критиките? Имате да кажете нешто на жирито дека Па јас искрено прифаќам критики, за некого можеби ова мојот изглед изгледа да речеме, не знам, ете разголен и така натака. Јас имам 25 години, сметам дека ете, сега ти е моментот на разголување? па не само тоа, едноставно мојот стил е таков. Јас си кога на пример ќе идам на излегување и така нешто слично, предпочитам да биде тоа ете некој фустан, сукња, добро искомбинирана. Потполно се согласувам со коментарите, можеби би успеала на друг начин да искомбинирам нешто што повеќе би одговарало. Ајде сега да видиме која една преварувачка ви се допадна повеќе и зошто. Ајде, Роберт. Јас напишав Николија, како што кажав на почетокот, бидејќи за оваа нова година, бидејќи не работат дискотеки, нема да има некоја забава, поприкладно би ми било оваа варијанта на облакање. Како што Добро, има еден глас Николија. имаме за Николија. Јана? Уште еден. Николија, зошто? Зошто? Заради тоа што некако прво јас лично сум фан на светки. Второ, за жал се гледа, не знам каков е овој натребам, ама точно се гледа неискуството на Наталија во како да немала доволно време, просто мислам Јас дека извинувам, да видите Наталија на Инстаграм не е толку неискусна. Ке ги погледнете фотографиите и ке оддаде. добро, не знам што еве денеска не се погодил. Добро. Можда денеска не се погодил денот, сите имаме лоши денови, мислам не лоши во однос на Николија. Сметам дека во овој надпревар Николија се snашла подобро од Наталија. Мелина? Николија. Николија. Да. Значи имаме 3 гласа за Николија. Сукњата е Зошто? така Сукњата симпатична, те- да, и така некако поопшто целосниот изглед посоодветно и фино. Благодарам многу за убавите пораки и коментари. Николија, јас ке ти честитам за Благодарам на освоената сите. облека. Со здравје да си ја носиш. Ова е Фала подарок ви. од нашите пријатели Скопје Сити Мол, генерален покровител. А сега вака, јас само ќе и се заблагодарам исто така и на Наталија. Многу слични имиња имаат Николија и Наталија, добро. Ова е еден подарок од нашите пријатели од Lush, англиска козметика, рачно изработена. Повели, со здравје да се служиш. Имаш подарок од Центарот за убавина силуета со некој третман убав, ќе се договорите, нели, во зависност од тоа што какво барање имаш. И секако од доктор Роберт Стоевски ќе те исконтактира, можете да искомуницирате во однос на некоја естетска блага интервенција. Да не видите џабе доаѓањето за стол. Апсолутно, апсолутно. Јас ќе ве замолам само да си ги видите подароците од нашите пријатели Виолета. Детергенти, омекнувачи Виолета и нормално WeCare заземи Јас полза многу се радувам на овој подарок. на Airfit за За нова сопругата година прикладен. Одлично. Добро, во меѓувреме ќе ви дадам подароци на сите по едно новогодишно издание од просветно дело Волшебна нова година за сите деца ќе има и за малечката на доктор Роберт и за Јана ќе се читате убава книга од нашите пријатели Просветно дело и секако за Николија и Наталија. Мислам дека не заборавам ништо, ви благодарам уште еднаш за одвоеното време. Ќе ви посекам среќни празници. Не имаме уште една епизода до крајот на годината, меѓутоа ќе бидеме на линија и ќе си посакаме само убава енергија во новата 2021 година. Благодарам. И благодариме. Се гледаме ние точно за 7 дена на Канал 5 телевизија. Ова беше Живот со стил. Не заборавете на хаштагот Покажи го твојот стил, затоа што можеби еден ден токму ти ќе бидеш нашиот следен предизвик. Довидување!